Стадион, емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас, како и секоја сабота и денеска, Столенамо. За деноците приходите за политика, малку ќе зборуваме и за изборите. Тоа се денешните теми. Наша гостинка Сања Лукаревска, директорка на Управата за јавни приходи и заменичка председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добар ден, добро утро, како сте? Добар ден, поздрав да сте што не слушаат. Не случајно нагласи председателка, заменичка председателка, родова еднаквост, равноправност и така натаму. Моја сугестија на Управата за јавни приходи да си смените на сајтот, се уште пишува директор, а не директорка. Ке имам предвид. Благодарам. Инаку, вие сте еден од најдолговечните директори на Управата за јавни приходи, 7 година веќе. Во право сум или има уште со поголем стаж како директор? Па мислам дека Горан Трајковски е некаде подолг период од мене. 2006 до 2015. Тоа како да го толкуваме? Останавте толку време со реизбор, никој не ве чепна, не сакавте друга функција, ова го сакавте, добро си работите или немаше кој да ве замени, немаше кандидат? Не, дека имав понуда од премиерот Ковачевски за да бидам дел од владата, тоа е така. Меѓутоа останав на позицијата директор на Управата за јавни приходи, затоа што сметам дека потекнувам од таа институција и ги знам процесите внатре и така треба и да се функционира според мене. Имавте понуда за министерка? Да. За која? За економија? Или... Небитно сега, тоа е веќе поминато време, поминаа 2 години. Така да и очекувано беше како негова заменичка и таа понуда која што ја добив тогаш од него. Баш интересни, мене беа интересни тие 30 прашања со Сања Лукаревска, со некои други функционери високо позиционирани. Да, тоа беше, мислам, пред 2019 или така прилика. Ќе правите пак нешто такво? Не би знаела да ви кажам, тоа беше тогашна една иницијатива и баш нешто инвентивно на тогашниот подпредседател Коста Петров. И мислам дека навистина беше интересно да не видат на кој филм најмногу имаш плачено. Да. Ова ме интересира, дали е променето нешто, дали некој нов одговор има, најголема предрасуда за УЈП? Предрасуда. Не, мислам дека се уште истото. Што е, например, сега луѓето кога ќе им кажете УЈП, на што помислуваат најчесто? На казни, на пари? На казни, да, дека ете, бидејќи ние сме собирач на приходи, дека ги собираме парите, можеби тие се некои од предрасудите. А не би требало да е така. УЈП треба повеќе да обучува, да опоменува, да едуцира, па после да казнува. Видете, јас... Колку се смени, тоа го зборувавме во интервјуто уште пред 4-5 години. Тоа прво интервју како директорка на УЈП што го направивме во канал 77 и тогаш ветивте дека ќе се обидете пристапот да го промените УЈП да се поима, да се прецепира поинаку отколку претходно како некој кој што е само за казни, кој што е ригидна институција, да биде повеќе во насока на едуцирање, во насока на едуцирање на граѓаните пред се за одговорноста што тие лично имаат, а после тоа и со фирмите, со компаниите се разговара. Знаете како, перцепцијата порано можеби беше дека даночната управа, односно УЈП, представува репресивен орган. Моја тенденција и начин на функционирање беше да направиме таа да биде со превентивната улога пред се да ја има во преден план, а потоа сите останати процеси, затоа што Управата за јавни приходи покрај тоа што прави контроли, покрај тоа што изрекува глоби, имаме уште цела палета на најразлични наши функции, најразлични наши надлежности, пред се и едукативната улога, како што рековте вие, во постојан контакт сме и со обврзниците, и со сметководителите. Значи, сакаме да го унапредиме оној партнерски однос и максимално
се трудам да ја имаат граѓаните и обврзниците пред се, независно дали станува збор за правни или физички лица, да ја имаат таа перцепција дека ние сме партнери во нивното работење. Секако дека кај секој даночен обврзник кога ќе отидеме или ќе имаме соодветна контрола или дека ќе изречеме соодветна глоба, ја чувствуваме и лутината и револтот кој што го имаме, но сепак даноците се оние кои што овозможуваат и развиена инфраструктура, и развиено здравство, образование и така натаму. Основните општествени текови во државата се од приходите од даноците. Тоа е и основата на функционирањето. Кога ќе направиме пресек тие 7 години на почеток и сега, еве, пред изборите, што најмногу жалите што не сте направиле, а со што можете да се пофалите? Па има Веќе споменавте, пристапот се обидовте и велите дека сте успеале да го повеќе процеси промените. кои што сме успеале да ги изреализираме, многу проекти, имавме и многу нови вработени, направивме и драстични промени во одредени степени на функционирање, како што нема веќе гужви во делот на поднесувањето на годишните даночни пријави. Тоа се електронизираше, така? Да, апсолутно да. Тоа мислам дека улесни многу дел од услугите ги ставивме во на рамка на услуги, меѓутоа жалам што можевме и повеќе од сето тоа и можеме и понатаму работиме на доста сензитивни процеси кои што сакаме во наредниот период да ги испромовираме. Оваа година ќе прославиме 30 години од постоењето на управата за јавни приходи, што за мене представува навистина голема чест, затоа што ете, по мое време ќе се одбележи тој јубилеј. И драго ми е што имам навистина прекрасни колеги кои што си ја сакаат својата работа. Горда сум исто така и на покачувањето на 30% на платите на вработените. Сега инспекторите се добро платени? И инспекторите, и даночните советници, и извршителите, и контролорите, и сите целни групи во рамки на управата за јавни приходи. И исто така имаме еден нов предизвик кој што треба да го завршиме за многу брзо време. Сите оние државни службеници да ги трансформираме во даночни службеници. Тоа е исто така еден процес кој Промена на што... закон што вора? Да, тоа беше во рамки на измените и дополнувањата на Законот за управата за јавни приходи, каде што таму беше и ова регулирано. Посебен статус да добијат? Не да добијат посебен статус, туку да бидат на исто ниво како и самите даночни службеници, бидејќи во управата за јавни приходи ние сме во рамки на даночните службеници, а имаме државни службеници внатре, и за да нема еден таков дисбаланс, тоа беше проблем кој што можеби се провлекува долги години, 10 или 15 години со тој статус останаа колегите, така да заложбата моја тоа го вметнавме во закон, сега правиме функционална анализа која што е на одобрување во Министерството за информатичко општество и потоа ќе поделиме решенија со тоа што ќе го имаат статусот на даночни службеници. А само, ова не ми е јасно да прашам, како е можно во финансии да земат помали плати, тоа беше актуелно пред неколку месеци, од вработените во управата за јавни приходи, поради колективен договор, поради различни законски решенија, што беше? Видете, ние сме посебно, не сме како останатата администрација, како што е царинската управа, значи кај нас се даночни службеници, во царинската управа се царински службеници. Во 2009 година тогаш мислам дека се одвоивме со платите од работените во Министерството за финансии, тогаш уште од тој период всушност имаме повисока плата од самото Министерство за финансии. Уште нешто за сајтот. Се е тоа окей, ама мислам дека ова мој даночен инспектор не го отвара. Не, дали сте во фаза на правење на нов сајт или случајно не го Во отвара? моментов, обично кога е викенд период, во позадина правиме одредени промени и унапредување на одредени сегменти, евиденциски, ја подготвуваме МПН платформата и најчесто тоа се рефлектира на нефункционирањето на сајтот, затоа што всушност е битно за да не направиме одредена дисторзија во рамки на системот. Мој ДДВ може да се каже дека ви е најуспешен проект? Да, не само во управата за јавни приходи, туку и генерално на сите економски мерки
кои што постојат во функционирањето на владата. Зашто сум многу горда бидејќи ја гледам заинтересираноста, го гледам бројот на корисници, така да сметам дека тоа е еден од најуспешните проекти, континуирано си ја потврди својата оправданост. Многу пати имам зборувано за мој дедове, дури мислам дека и претерано се зборуваше извесен период, но сметам дека она кое што е добро и квалитетно треба да се потенцира и да се повторува. Има само една забелешка, него следите трендот на поскапување, трендот на зголемување на трошоците за живот. До сега само еднаш мислам дека сте ја зголемиле сумата, износот кој што го враќате. Да, беше на почетокот 1800 денари. Размислувате да се покачи тоа? Да. Постојано јас очекувам дека ќе имаме поддршката од Министерството за финансии за да имаме уште едно покачување, па потоа можеби уште едно и така натаму. Оваа мерка мора да се унапредува, оваа мерка мора да обстои. Имате повеќе пријави од граѓаните, поодговорни се сега, еве, поради мој ДДВ или... Видете, има прецедент. Порано имаше обиди на 15 метри ќе го начека некој инспектор, па ќе го казни затоа што он самиот е одговорен граѓанинот зашто не земал фискална сметка, значи поинаков пристап е ова. Дали ова врши работа? Дали со ова се зголеми дисциплината, издавање на фискални сметки, или според пријавите што и анонимно ги имаме ние во нашата редакција, се забележува некој инат. Порано постојано се реагираше дека припадниците на албанската етничка заедница таму кај што се сконцентрирани не плаќаат воопшто или многу малку данок, плаќаат, издаваат фискални сметки, се спомнуваше многу често Пластичарската улица. Меѓутоа во овие пријави кај нас што стигнуваат реакции, се почесто имаме примери од Источна Македонија, Штип, Радовиш, Кочани. Дали сега од револт поради таквата перцепција и македонците кај што се доминантни се почесто избегнуваат да издаваат фискални сметки. Видете, данокот не познава етничка, политичка, било каква припадност. Данокот е за сите еднаков. Ние, кога постапуваме во делот на Законот за регистрирање на готовински плаќања за неиздавање фискални сметки, согласно бројките кои што ги имаме, најмногу имаме направено контроли во рамки на централното градско подрачје и во градот Скопје. Таму го имаме најголемиот број на контроли и најголемиот број на издадени решенија за забрана за вршење на дејност и должност. Потоа доаѓа регионот во Тетово, Гостивар и така натаму. Истовремено сме постапували и во Штипскиот регион и таа околина, значи не постои некој регион кој што е повластен. Мислам дека ако ги покажеме бројките, и ако сега не го имам тој табеларен приказ, можам да кажам дека секаде подеднакво сме постапувале. И никој пат нема да дозволам да се зборува дека некаде сме правеле отстапки или одредени региони се повластени. Пластичарската улица, кога објавивме на брифинг со новинарите дека сме постапиле еднаш, сме постапиле уште еднаш, па повторно постапивме уште еднаш. Тоа е доказ дека сакаме транспарентно и отчетно да дискутираме пред граѓаните. Имаме одреден број на пријави кои што ни покажуваат, да речеме, дека некаде не успеваат да ги скенираат фискалните сметки граѓаните. Веднаш реагираме на лице место, поготово кога станува збор за големите маркети. Веднаш праќаме мејл, се јавуваме кај овластените лица да знаат дека има одреден проблем. Истовремено има пријави кои што доаѓаат на мојот мејл, има пријави кои што доаѓаат во инфоцентарот, има пријави каде што граѓаните пишуваат директно на Facebook, зашто веднаш соодветно и сме постапили. Поактивни се граѓаните сега? Апсолутно да, затоа што и ние сме доста потранспарентни и отворени во споредба со претходните години од 2016 до 2016. Уште еден мит да се симнеме. Ајде. Ако е мит, вистина дека помалку прибирате во средините кај што живеат поголем дел албанско население, прибирате даноци помалку, отколку во средините каде што не се толку присутни граѓаните со албанско етничко потекло. Не. Вистина дека во Тетово, Западна Македонија помалку се плаќаат даноци од Источна Македонија. Не, видете. На тоа треба почесто да... Кога се носи буџетот, нов буџет за следната година, ние добиваме соодветен план,
колку треба да собереме во однос на ДДВ-то, данокот на добивка, данокот на личен доход. Постои план кој што е усогласен заедно со Министерството за финансии, како што постои и план кој што го имаме интерно ние во управата за јавни приходи согласно нашите анализи. И таму имаме соодветна поделба. Колку треба да се собере во рамки на дирекцијата за големи даночни врзници, регионалната дирекција Скопје, Тетово, Штип, Прилеп, Битола, Струмица. Врз основа на тоа, секој пат регионалните дирекции се во рамки на она што значи план, некој пат се и над планот. Оваа година, односно изминатата година се извинувам, 2023 имавме екстремно висок план, меѓутоа присликувањето на одредени сегменти од она што значи енергетска криза се рефлектираше заради сменетиот режим на оденочување ке самите енергенси, кој што направи соодветен мал пат во рамки на ДДВ-то. Инаку секој пат се трудиме да ги детектираме приходите каде што може да собереме, за да всушност и го оствариме планот. А дека не е добро вака кога се зборува на етничка основа. Меѓутоа тоа е присутно во јавноста и можеби треба почесто се зборува вака за да се демантира, да се демистифицираат тие митови. Значи во бројки изразено. Не може да се каже дека некои региони каде што живеат претежно вакви или такви припадници на етнички заедници помалку плаќаат или повеќе плаќаат? Апсолутно не. Ако не плаќаат и во источна, ако плаќаат и таму, така. Да, и постапуваме и во Источна Македонија, постапуваме и во Западна Македонија, постапуваме и во Скопје, постапуваме еве сега и во оние зимски центри кои што ги имаме во државата, постапуваме буквално секаде. Кој регион има најголем удел во прибирањето на даноци? Тоа зависи од активноста, деловната активност, од компаниите, од фирмите? Тоа зависи од концентрацијата на колку даночни обврзници има во соодветен регион. Кои се најбогати општини? Од каде собирате највеќе пари? Газибаба? Во регионалната дирекција Скопје. Селекција по општините, конкретно е како што прашувате вие Газибаба или да речеме Кочани или Прилеп, во моментов не можам да ви кажам, но ако треба за гледачите секако за слушателите во наредниот период, да. Таму имаме најголемата концентрација, всушност таа е основата на управата, регионалната дирекција Скопје, а најголеми плаќачи секако се обврзниците кои што ги администрира дирекцијата за големи даночни обврзници. А кај се прави најголема даночна евазија? Каде е присутна? По селските региони, каде што се регистрираат фирми, тие фирми пак ги прават. Гледам сега и со ова, со последниот случај што го обелоденивте, регистрирани во Липковско, Кубановскиот регион. Порано беше интересно, Тетовско беше, Кондово интересно. Така многу компании и фирми беа таму регистрирани. И тоа на познати бизнисмени во Македонија. Имаме детектирано повеќе сегменти каде што сме утврдиле даночно затајување. Но сметавме дека ова беше навистина доста интересно и должни бевме да известиме за вакви случувања, затоа што го најавував скоро, можеби, месец дена, непон месец дена, меѓутоа и треба да разбереме и контролите како се одвиваат, дека треба да бидеме многу внимателни, да не брзаме во спроведувањето на чекорите, за да го имаме крајниот ефект. Процесот, ако може би ме прашувате меѓу редови за сивата економија, покрај тоа што значи неплаќање на данок, тоа е даночно затајување. Меѓутоа, ние имаме огромен проблем како држава пред се со нерегистрираните работници. Имаме исто така со непријавените работници. Тука заедно работиме интензивно со Државниот инспекторат за труд. Имаме одлични акции со Државниот пазарен инспекторат. Така да, координираниот пристап треба да се унапредува постојано, да има еден координиран пристап помеѓу институциите, за да ги созбиваме тие лоши појави во општеството. Има слушател, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па поздрав до тебе и до Костинката. Па јас вака ако ми прво би сакал на пријателот од Битола да му честитам новото тракторче. Ама ако е требало да купат тракторче, ја требало да каже, ќе сме нашле поевтино, не од 50.000 евра. И овиот звист из овиот Велес. Ама и Охрид не застане не каснал, гледам огради до 80.000 евра. Зборувате за тие машините за обележување? Па 100 леве на Алибаба за $2.500, они
50.000 евра, ја не знам кој успеал да ги закрепи толку, ако некој ги закрепи, Ама најверојатно ги како вратија од ВМРО-ДП, не прашајте го и градоначалникот на општина Центар, така ли? Кога ги фатија, а да видиме у Охрид кој е главен Неймар, а го вика дека е криминалец, ама пак тој нефи 10 тендера. 240.000 евра, уредување дворче. Па ја мислам дека УЈП треба да влезе таму да провери што е тоа. Таму од друга страна му даваме пари да плати за останати долгови, од друга страна се расходува со пари. 80.000 евра ограда. Господа чуе да брани. Што ограда е таа? Ја имам до директорката 2-3 прашања така. Ајде ќе запише. На социјалните мрежи пукнаа неколку афери за македонски политичари и фирми во странство. Дали управата за јавни приходи мисли дека е редно дека преку финансиската полиција и агенцијата, дирекцијата за разузнавање, треба да се викнат тие политичари и да објаснат зошто ги криеле фирмите во анкетните листови и дали не мисли дека треба да им се наплати данок. Тоа е околу политичариве наши честниве што се прават од една страна со Потекло на имот зборувате сега? Молам? За потекло на имот? Па да, за потекло на имот. Еве речеме гледаме дека пратеникот Јанушев имал регистрирана фирма во Бугарија. Се појавија документи на социјалните мрежи. Исто и овој министров бивши за земјоделие, како го вика Димовски од социјалистичка представна социјалистичка партија. И ред други политичари, сега да не ги редиме. Добро, јасно е тоа. Друго прашање? Второто прашање е зошто кога траеше енергетскава криза, управата за јавни приходи дозволи неравноправност во однос на даночната евазија, бидејќи строго ги контролирала регистрираните трговци, а додека што е рак ране и што збориме понатаги цело време, одредени сегменти во државата не плаќаат данок, тоа се пазарите. Ако може во Грција еден продавач со подвижна тезга да има фискална сметка, фискална каса, зошто статичните зелени пазари во државата се уште не се фискализираат, бидејќи знаеме дека таму се врши голем обрт, а на крај крајава они беа еден мал дел од двигателот на инфлацијата, бидејќи не контролираа ги дигаат цените. Па имавте контролирани цени во големите маркети, не ги бранам, да не ме сватите погрешно, ама затоа имавте слобода на цените на пазарите колку се сакате. И од млечни производи, и од млеко. Тоа е пазарна инспекција. Добро, ќе одговори. Па добро, па УЈП треба да накото. И третото прашање ми е зашто УЈП дозволи општина Рачиново да нема софтвер за плаќање данок на имот. И едноставно кога се тоа проби во јавноста, створи еден голем револт кај граѓаните, па зашто ние да плаќаме данок на имот, а некој друг не плаќа даноци. Ја знам дека затоа што не е софтверот само за данок на имот, бидејќи имате и други даноци кои се плаќаат, па се врши поврат на општината. Како може тоа да се толерира? Ми интересира. И ова околу зашто УЈП дозволува да поминуваат плати од 10 денари, од 100 денара и од 20 денара, кога знаеме дека минималната плата е 20.000 денара во државата. Толку пријатно. И такво нешто се случува? Како не? Знаат они, знаат. Ајде. А може и да се исплати плата и да ја врати платата после. Да, не знам, ама не може да помине плата од 100 денара во понакото на месечини кога се проведе платата. Се знае дека минималната плата во државата е 19.000 денара. Како може да помине плата 100 денара? Сега е 21, 22, колку е. Па не знам, добро, ама има и интересно прашање, можеби ќе прочитаме некоја информација, статистика, толку и толку компании не исплатиле плати. Како може да не исплатат? Ако не исплаќаат, значи во стечај треба да отидат. Зашто не ги објави имињата на фирмите кои од Липково кои правеле далавери со нафтата, со тие нафтените деривати, а во исто време ги објавуваат должниците што се за данок, неплатен данок во државата. Или црните листи. Ако знаеме дека имам еден на црната листа за неплатени големи даноци, овој што произведуваше автобуси во фабриката Металски завод Тито, тој нашиот колумбиско, како беше државјанство, а сега гледаме исто време дека истиот ја купил топланата горе над државна болница. Како можел да се најде пари да ја купи топланата, а државата го води за должник, на даночен должник? Тоа не ми е јасно како ја па го дозволила.
толку пријатно. Добро, благодарам за јавањето. Дајте уште еден слушател, па да продолжиме со одговори. Ало? Се исклучи. Кој ќе се јави, нека ми дадат сигнал. Слушнавте сега. Неколку прашања има. Од последните да почнеме, или? Па најдобро, да. За имињата на фирмите кои што ги, односно кои што не ги објавивме согласно аферата за нафтените компании, јас кажав дека ние имаме одредба, односно член во Законот за даночна постапка, каде што сме обврзани за даночна тајна, за да не го објавуваме името на даночниот обврзник, за да го заштитиме неговиот идентитет. Тоа е од многу одамна, да речем, мислам дека 2005 или 2006 од тогаш што е овој институт даночна тајна во рамки на Законот за даночна После постапка. тоа нема врска ако покрене постапка. Да, меѓутоа ако многу пати може да се случи да ако излезе некоја информација може да ја попречи и соодветната истрага. Инаку не ни пречи нас воопшто да објавиме некој кој што сака да го изигра системот. Тама на работа. Треба и граѓаните да го знаат. Тоа и другите исто така обврзници кои што работат, да речеме, во таа област. А исто времено на листата на должници па ги гледаме таму имињата со долговите на самите правни и физички лица. Тие ги објавуваат? Тие ги објавуваме затоа што пак исто сме обврзани со закон да ги објавиме. И тоа е во Законот за даночна. Апсолутно да, меѓутоа сега изготвуваме нов закон за даночна постапка, каде што овие небулози на некој начин би сакале да ги исправиме. Имаше иницијатива, скоро секогаш го кажувам тоа, дека имаше иницијатива од страна на коморите да се објави една бела листа на дисциплинирани даночни обврзници, плаќачи, неголеми плаќачи кои што редовно се ги менаџираат своите обврски, како еден вид на антипод на она што значи листа на должници. Таму беа наведени критериумите по кои што сметаат дека треба да се срочи таа бела листа и во комуникација со ресорното министерство секако дека ги разгледувавме овие можности. Конкретно беше прашањето како може, му го заборав името на Кастиљо или како се викаше. Да. Мислам дека за тој се однесува тоа што го праша слушателот. Не плаќа данок, од друга страна купува фирма. Сега јас ќе го трансформирам во исто така позната личност од Македонија. Develop Group на Мијалков, на семејството е еден од најголемите даночни неплаќачи, односно должници неплаќачи. Ке плати можеби, мислам дека над 2 милиони колку беше. Должен е данок, а во исто време се појавува и се ги враќа, се ги повратува становите и имотот што беше запленет во тие 36-7 милиони евра во судскиот процес. Значи, има пари да купи фирма, да купи станови, да купи недвижен имот, а нема пари да плати данок. Вие нели сте приоритети? Треба по автоматизам. Или различни сметки, се префрлаат пари, некој финански инженеринг е тоа. Тоа беше прашањето на слушателот. За листата на должници, конкретно за Develop Group, таму ги имаме превземено буквално сите действија на присилна наплата и соодветно и почнувајќи од опомена, па завршувајќи до она што значи блокирање на сметка во банката. Одреден имот кој што можеби го поседува Develop Group и така натаму, претходно има соодветна заплена од страна на банка или некоја друга институција, па ние да сме од втор ред. Сме ги известиле и сите институции во делот на она што значи долг. Меѓутоа, знаете дека таму имаме постапено и кај даночниот, кај имаме дадено решение за даночен гарант кај соодветниот управител, односно собственикот, со цел да видиме и таму да наплатиме дел од она што значи даночниот долг. Кај претходниот случај за кој што праша гледачот, односно слушателот, се извинувам, да. Кај тој случај имаме оттуѓен имот комплетно. И тој долг стои на листата на должници, уште јас кога бев асистент за присилна наплата во дирекцијата за големи даночни обврзници. Значи така од таму немаме што да наплатиме. Нема од каде да се наплати. А за тоа како е стигнато за да се оттуги комплетниот имот на управителот на таа компанија, ќе треба малку да дадат одговори другите надлежни институции.
Кога зборуваме за плати од 5, 10, 20 денари, 100 денари и така тоа е. натаму, системот каде што поминуваат декларациите нема можност да прави отфрлање на вакви, да речам, небулозни декларации. Затоа што ако ставите плата од 5 денари, таа поминува на работодавачот, кој што сака всушност да го изигра и правото на работникот, него му е битно во законскиот роком да си ја помине платата. И тоа поминува така. Така е, подесен и самиот, мислам, согласно законските надлежности, тоа никаде чаре? не е регулирано. Чарето е во тоа што се направи на системска анализа комплетна. Разговаравме и со Државниот инспекторат за труд. Секој месец, согласно подпишаниот меморандум, му доставуваме соодветна листа на вакви случаи, каде што имаме, да речем, поднесени, некој пат имаме поднесени декларации на неисплатени плати, некаде имаме и обврска која што не си ја завршиле, нити поднеле декларација, нити пак исплатиле плата. И инспекторите после треба да влезат. Инспекторите од Државниот инспекторат за труд постапуваат и повратно не известуваат. Некаде, кај што имаме вакви повторувања, да речеме, од месец во месец, сме спровели надворешна контрола. Треба да си го смените системот, да препознава вакви работи, да смените закон, што треба исто така да направи? Значи, системот не може ние да го смениме како управа за јавни приходи, бидејќи тука станува збор за еден цел систем на институции, се со цел да може да го надминеме овој проблем. Многу пати имам разговарано и со госпоѓа Ампев од Гласен текстилец, која континуирано не известува и тоа е навистина, да, и тоа навистина ни од голема помош. Во конфекциите се случува посебно во конфекциите, па видовте што се случи со Баргала во тој период, имаше и други конфекции и од штип, и од кочани, и од пробиштип, и од Чекајте интензивните дејности е тоа посебно изразено. Меѓутоа, независно и континуирано, кога ќе се пожали било кој вработен во одредена компанија, почнале да алармираат и во Гласен текстилец, па ние дополнително на тоа добиваме и соодветна пријава и континуирано постапуваме. Дали тоа ќе биде само во делот на персоналниот данок? Не, толку ги шириме контролите и се враќаме и неколку години наназад. Има ли пријави за сега интересен К-15, регресот? Или тоа не се случува веќе? Ќе му исплатат, ќе му префрлат на жиросметка и после ги враќаат парите на газите? Тоа е пред се, ако можам да кажам јас, од моје гледање кривично дело, меѓутоа во тој сегмент повторно ќе треба надлежноста да се бара во Државниот инспекторат за труд. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало, добар ден. Добар ден. 032-397 707-397-727 локал 104. Ве слушам, повелете. Добар ден, поздрав до вас и до директорката. Сакам да ја прашам за следново. Значи, дали ги контролират цените кои што се фискализирани на одредени производи? И дали не им е сомнително ако денеска еден артикал се продава по 120 денари, а во истиот ден тој артикал да се продава по 90 денари? Дали тоа они го контролират или само си гледаат дека тоа е, нели, набавна цена, ДДВ има и некоја си маржа? Дали тоа не им боде очи, зашто еден артикал се продава така, утре се продава по друга цена, а ние знаеме што со тоа се случува. Управителите, да речем газдите, знаат колку им е набавната цена со ДДВ, со трошоци, со се, и викаат на овој производ ќе го продавам во готово, ќе фискализирам набавна цена плюс ДДВ плюс 2%, а иако го продал производот 20% маржа. Значи, тие 18% од маржата си ги става парите кои што ги наплатил во готово, си ги става во джеп. И тие не се даночени, тие не се ниту па влегуваат во онај вкупна заработка. Благодарам, поздрав. Повелете. Усогласувањето на цените или ако одредена цена е денес во еден износ, утре понатаму се менува, тоа е исто така кај Државниот пазарен инспекторат. Во периодот кога настана енергетската криза, па таму имавме, нели, соодветно менување на
ДДВ-то и така натаму, ние тука усогласено постапувавме, како што усогласено постапувавме и кај маркетите, ако се сеќавате, кога го правевме пописот кај големите маркети. Она кое што ние го имаме утврдено во нашата надлежност, дека кај одредени угостителски објекти сме увиделе или сме начекале, ако можем така да кажам, различни ценовници. Еден ценовник кој што важи за странски гости, а друг ценовник кој што важи за домашни гости. И со тоа што самите присутни таму во тие угостителски објекти, Кога се издаваат фискалните, важи странскиот, ако е странец, сам со два апарата, како го прават тоа? Тоа не го прават со апарати, но сметаат дека може да го доведат некој од странските гости во заблуда. Затоа ние веднаш тука сме реагирале, сме алармирале и сме постапиле. Не само што сме виделе како сето тоа стои во самиот фискален извештај, туку и сме превенирале со тоа што сме направиле соодветна ДДВ контрола. И ги имаме детектирано овие ситуации, но она пак што ќе кажем, како што праша слушателката, Државниот пазарен инспекторат е во рамки на овие контролирани цени. Доколку тие утврдат нешто кое што би можело да биде во наша надлежност, тука ја имаме и таа соработка. И тука ќе се навратам и на прашањето кој што го имаше и претходниот слушател во делот на пазарите. Да, па тоа не ли беше актуелно? Дека има одредена Штрајкува, неравноправност и тоа е во таа за надлежност. фискализација се, да. Не, таму се сакаше да се донесе едно соодветно законско решение за да самите пазари и продавачи на пазари на пазарите зелени, значи да бидат ставени во некаква рамка, во некаква евиденцијска состојба, за да може да има соодветен регистар. Тоа беше, мислам, поентата, но знам дека дебатата продолжи и понатаму за да се најде најсоодветното решение. Во делот на нерегистрираните Че они поушално плаќаат данок? Тезгите тие што се собствениците? Апсолутно да. Тоа е во нашиот сегмент, меѓутоа таму се бара соодветна фискализација. Кај паушалистите фискализација нема. Ако утврдиме нерегистрирано лице кој што врши соодветна дејност, ние во моментот само може да го поканиме на едукација како управа за јавни приходи. Но имаме и обврска по посебна пријава да поднесеме до пазарната инспекција. По неговото регистрирање, тогаш веќе може да постапуваме како управа за јавни приходи. Значи, тука не се поделени надлежностите. А во делот на она што значи данок на имот и Арачинова општина, данокот на имот не го менаџираме како управа за јавни приходи, туку тоа е во надлежност на самите општини. Ние во општина Арачинова бевме, мислам дека пред еден месец или месец и пол можеби, во една координирана акција да видиме таму што се случува. Утврдивме и издавање и неиздавање на фискални сметки, утврдивме и нерегистрирана дејност и утврдивме исто така и затворени објекти кои што веројатно заради тоа што виделе дека влегуваме или контролираме, се превенирале со затворање на објекти. Но тоа не значи дека ќе бидат иземени од одговорност и дека нема да идеме да ги посетиме повторно пак. Друго прашање остана таму, мислам дека сите ги... Имаше за македонските политичари и фирмите во Да, за странство. потеклото на имот, или тоа... Потеклото на имот на УЈП може да поведе посебна постапка согласно Законот за данок на личен доход и со тоа за се она кое што е непријавено да го даночи со 70%. Имаме посебни комисии за посебни постапки во рамки на секоја регионална Имате ли такви примери до сега? дирекција. Имаме спроведено постапки. За посебни, политичари, да. за познати... За политичари, односно избрани и именувани лица, надлежноста е превземена од страна на ДКСК. Ние, заедно со ДКСК, имавме заедничка надлежност во тој сегмент, меѓутоа веќе избраните и именуваните функционери се под нивна контрола. Тие доставуваат до нас барање на податоци, согласно остварените приходи, а за се останато ние, значи се она кое што е неизбрано и неименувано лице, ние доставуваме барање и до банки, до штедилници, до МВР, за да видиме со каков имот Те соработки на располагаат. почеток имаше некои забелешки дека не им биле секојаш лесно достапни податоците од ДУЈП. Зборувам за антикорупцијска комисија, постоја се усогласивте некако како функционираше таа. Еве сега нов мандат ќе почнат, нов состав. Сакам да кажам дека
Не треба кој знае што, некои нови закони за потекло имат. Може вие, како што објасните, многу лесно тоа да се направи. Ако се поврзете со антикорупцијска, Поврзани сме, имаме соработка со нив, имаме подпишано и меморандум, имаме размена на податоци, навремено секој пат ги доставуваме податоците. И имам, навистина сум горда на тоа како соработуваме со ДКСК. Многу пати имаме и исти тежишта за различни контроли, како што некој пати сме се преклопиле. Ние ќе добиеме иницијатива од нивна страна за одредено постапување, а ние веќе и таму сме постапиле, така да можем да кажем. затоа ве дека прашав, вие имаме- велите, тоа е работа на, ја не сум слушнал, заради несразмерност, да оденочите некој на имотот, а веќе другите постапки се преку обвинителство, тоа веќе е друга работа. Не, има постапки, ке сите граѓани ние имаме можност да поведеме посебна постапка. Зборува за функционери. За функционери имавме надлежност, меѓутоа со измена на законите, таа надлежност премина во ДКСК и анкетниот лист на избрани и именувани лица за престанок или за почеток на јавната функција ги доставуваат во ДКСК. Иако забележат, они ви информираат вас несразмерност на почетокот на неговиот мандат и на крајот на неговиот мандат. Некаде, значи да, некаде како што имаше и акција во тој период и за судиите, обвинителите доставуваат до нас, за политичари, односно исто така и пратеници и министри, за сите носители на јавни функции. Госпожа Лукареска, мора ли да се носи таков закон? Или нема потреба? Може ли УЕП да ги провери сите судии, ако ви се даде таква обвинители? Зборуваме, значи тоа е најактуелно прашање. Вие сте и Може. заменик председателка на СРС. Може и така треба. И треба сите носители на јавни функции да бидат отчетни токму. Цело време се зборува за тоа, ништо не се треба нови закони, треба ова. Ете, закони не се ни потребни, може да се направи. Може да се провери имотот на секој судија, на секој обвинител, ако веќе зборуваме цело време за итната, нужната потреба, реформи, исследување на судството, борбата против корупција. Да, тоа е исто битен сегмент во борбата против корупцијата, бидејќи сите забелешки кои што ги добиваме како влада се за тоа дека мора да се направи соодветна реформа во правосудниот систем. Бидејќи најголемите забелешки кои што се рефлектираат преку анкетите кои што ги гледаме секојдневно од различни институции направени, тоа е всушност и најголемиот предизвик, јас би рекла, за една влада да се справи со она што значи корумпирано судство, бидејќи многу пати ги слушаме и забелешките од меѓународниот фактор. Тие навистина се наш ветер во грб и сакаат да помогнат во тој сегмент. Имаат огромен број на средства вложени за да се направи таа реформа, како што доликува, бидејќи нели таа власт е независна и мора да се одвои од извршната власт. Но може би се ова некакви остатоци од функционирање, бидејќи слушавме за соодветните втерчиња, слушавме како се фингираат соодветни судски пресуди, како се прави притисок врз судии, врз јавни обвинители, за да излеземе од тие, можам да кажем, режимски функционирање на работите. Навистина тоа е доста еден комплекс. А зашто не го правите? УЕП на екран ги има сите. Знае кој колку печели, колку не печели, колку е во добивка, колку е во загуба, од кај му се парите, па дури нивните семејства ги имате. Се можете да проверите. Повторно ќе ви напоменам, тоа е во рамки на ДКСК. И за судиите, и за обвинителите. А вие да им пуштате информации, доколку забележите... Сме пуштале, да. Значи, како што и тие нас не доставуваат одредено Да не е префрлање само на... Никогаш не. На топката. Не. Не функционирам така, ниту и пак некој од управата за јавни приходи функционира на тој принцип дека за да се иземеме од било каква одговорност ќе пренесеме обврска дека таа и таа институција требала да постапи, а ние да сме во ред. Не функционираме така. Реклами, па се враќаме гостинка во студиото во Скопје на Канал 77, Сања Лукаревска, директорка на управата за јавни приходи. Стадион. Емисија за вашата вистина. Не губете време. Аплицирайте за кредит од 5.000 до 150.000 динари на 15505 или во една од нашите филијали. Подаруваме 6 мобилни телефони, 6 таблети и 3 лаптопи. Флекс кредит. Пари за секого. Flex.
Едион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.мк. _. Facebook. Канал 77.мк. _. YouTube. Продолжаваме понатаму. Овие фирмите, повратот на ДДВ, тоа беше пред 10-15 години, 20. Многу актуелно, фиктивни фактури, робата во магазин не е излезена никаде, дали ја има робата во магазин, дали воопшто е увезена, имаше такви примери. Сега имаме таков случај со нафта и нафтени деривати. Нафта и нафтени деривати колку сакаш, огромни количини, бензински пумпи, складишта нема. Споменати се компаниите Окитна од Визбегово, Окитна Трейд од Визбегово и чешка фирма, клон на чешка фирма во Македонија, чишто собственик е русин. Значи, кај Визбегово имаме некој околу 10 милиони евра, а кај чешката фирма со руска собственост околу 3,5 милиони евра. Ајде повеќе детали за ова. А рековте дека не смеете, чуден ви е законот, законските решенија, сакате тоа да го смените, не смеете имињата на луѓето да ги кажете, меѓутоа веќе фирмите се кажани. Окитна Трейд, Доел Скопје е на листа на должници. Јавно е А објавено. затоа е добро. Таа е на листа А на другата должници. чешка се звели фирма не се кажува името, добро? Тоа е значи компанија која што барала поврат. Ние не сме одобриле, туку сме влегле во контрола таму и сме утврдиле наод од 679 милиони денари. Околу 10 милиони евра. Да. Врз основа на тоа, бидејќи не е платен тој наод, сме го ставиле на листа на должници, затоа што се пробиени сите законски рокови кои што имаат обврска да ги платат Окитна Трейд, каде што имаме промена на седиште во Централниот регистар и каде што стои управител со одветно име, но неговиот број на пасош не соодействува. И тука сме информирале, исто така на 14 декември сме ја информирале Управата за финансиска полиција. Значи веќе е во процедурата. Да. Процедурата, значи моравме да чекаме да заврши контролата, да изминат соодветни рокови, каде што имаме нацрт записник потоа и така натаму, носиме решение и со тоа, бидејќи видовме, пак ќе се повторам дека нема плаќање никакво и дека се поминати законските рокови, со тоа што беа исполнети услови да оваа компанија биде ставена на листата на должници. Се фантоми, постојат тие фирми. Затворени се сега, или? Штом поднесувала ДДВ пријави за да има поврат на ДДВ, секако дека постојат. Ги посетивте, а бензински пумпи се не постојат. Бензински пумпи, ако отидете на лице место таму, нема да видите бензинска пумпа, нема да видите складиште, нема да видите магазински простор, нема да видите ништо. Оваа чешката фирма е интересна. Руски собственост, да не е тука. Таа е на листа на должници, се извинувам, или? Таа што барала, да, кај неја наодот е 3,5 милиони евра. А веројатно и таа барала, според тоа што јас го имам пред мене, поврат на ДДВ. Да не ви дали информација американци тука, затоа што станува збор за руски собственик, не? Не. Вие сте. Црната листа, белата листа. Рековте дека има размислување бела листа да се направи. Црната листа функционира неколку години. Колку вие, како директорка на УЕПА, успеавте да го намалите бројот на присутни компании на таа листа и на личности, или е поточно колку успеавте да го намалите обемот парите кои што се долг кон УЕПА? Пред можеби 3 години имавме работна група и во секоја регионална дирекција, бидејќи должниците од сите регионални дирекции, како и дирекцијата за големи даночни обврзници, доаѓаат на една заедничка листа. Таму го гледавме
секој обврсник поединечно, не само правно лице, туку гледавме и кај физичките лица и прочистивме дел од таа листа, затоа што имаше и одредени физички лица кои што се починат или кои што го имаат веќе подмирено долгот, меѓутоа мора да има навремено ажурирање на листата на должници. За истото имавме обврска да известиме и владата како оди целиот тој процес, дали се намалува долгот или се зголемува долгот, кој данок се намалува, кој данок не се намалува и така натаму. Се намали и бројот на должници, меѓутоа се намали и бројот на обврски кои што треба да ги платат спрема државата овие сите должници. И повторно пак ќе направиме сега уште едно ажурирање, ќе направиме уште еден обид заедно со сите чинители во овој сектор за присилна наплата да видиме докаде се состојбите. Имавме разговори со градоначалници, бидејќи поголем дел од јавните предпријатија имаат долгови и се на листата на должници. Ние директно разговаравме со градоначалниците, ги викавме еден по еден, ја гледавме нивната отвореност дека сакаат да го надминат тој проблем, баравме начин дали некаде ќе имаме со превземање на долг, дали некаде има услови за репрограм. Значи ги исцрпивме сите можни надлежности и да им помогнеме и на локалните самоуправи секако за да можат да функционираат. Имавме проблем со одредени јавни предпријатија на централно ниво и таму ги имаме превземено сите действија и ги ставивме во некаков режим на плаќање, како што беше случајот, да речеме, со железници, може транспорт и може инфраструктура. Вака да ве прашам, кој даноци има најголем дел на затајување? Ако ги поделиме, кај ДДВ-то, кај персоналецот? Па веројатно. Ова е вовед во тоа прашање што го начитавте одговорот веќе некаде на почетокот, зборувавте за даночни реформи. Потребни се нови даноци, намалување и тука завршуваме со прогресивниот данок кој што не успеавте да го спроведете, се откажавте, односно го одложивте, го замрзнавте. Даночна реформа може би е потребна во делот на одредени законски измени кои што ќе значи ревидирање на сите даночни ослободувања и олеснувања кои што ги имаат компаниите. Јас би зборувала за таа како што и постоечката даночна реформа која што се направи изминатата година. Но секако дека има одредени законски слабости, како на пример дека не може да се регистрира фирма ако нема вработени во неа. А сепак таа да биде регистрирана. Тука значи треба да направиме заеднички анализи со централниот регистар. Не може да имаме некои, да речеме, одредени гапови во она кое што значи посебни субјекти, односно нерезиденти, па да ги видиме тие влезни и излезни фактури и таму она кое што е приложено само се води како еден вид на алат за работа на управата за јавни приходи. Тука мислам дека малку треба да се прошири соодветно и законската надлежност и да се увидат точно сите оние сегменти кои што се потребни. Во листата на должници дадовме предлог да не се објавува месечно, туку да се објавува квартално. Тоа ќе биде еден исто така од новините, една од новините. Во делот на поднесувањето на ДДВ пријавите, кој може, во кој сегмент, во кој временски рок и така натаму, и тука одредени даночни реформи треба да се направат. Побаравме да бидеме иземени од Законот за игри на среќа во делот на спроведувањето на контролите кај техничко-технолошките услови, кај сите приредувачи на игри на среќа, но гледам дека останавме. Зошто да бидете иземени? Затоа што техничко-технолошки услови е неданочна надлежност. А нас ММФ и Светска банка не алармираат постојано да се растеретиме од сите оние неданочни надлежности, неданочни функции кои што ги вршиме, како што предадовме одредена надлежност кај пазарниот инспекторат во делот на Законот за финансиска дисциплина. Не може управа за јавни приходи да биде основата, дали во одредено казино ги гледаме, да речеме, висината, ширината, дали има соодветни други услови за работа. Тоа не е наша работа. Наша работа е да видиме дали има приходи или нема во кај одредени даночни обврзници. Зошто како кај западните земји не објавите кој зел највеќе? Вие објавувате кој зел најголема плата, меѓутоа не ги кажувате имињата.
Што е толку тајна? Тие листи на најбогати луѓе во светот се прават редовно. Форбс ги прави таа листа, се објавуваше и за Македонија. Знаеме, пред неколку години беше Минчо, па беше Орце Камче, кои се најбогати македонци. Зошто и ние тоа да не го правиме? Врзоставно апаратуците со кои што располагате, се разбира. Не представува тоа проблем за нас. Не е дека ние не сакаме да сме транспарентни или отчетни. Ние сме и транспарентни и сме отчетни. Меѓутоа, овој сегмент на даночна тајна може би создава и револт многу пати веќе вас. Вие би сакале да знаете кои се недисциплинираните, кои што сакале да го изиграат законот со нафтените компании. Ке се обидете да го смените тоа законски? Да. Колку или уште сега треба да ги објавите? Колкава ќе биде најголемата плата исплатена за 23-та година? Не, рано е се уште за да објавиме. Да. Ќе ги објавиме и тие навремено. Добар ден, повелете, ве слушам. Добар ден. Ало. Ајде. Поздрав од Богам. Снежна Битола. Од каде? Од Снежна Битола. Снежна Битола, да. Кај нас убедливо си врни. Така да, видите, поздрав и до гостинката, ама го имам впечатокот дека гостинката уште мисли дека се наоѓа во 2015-16 година. Али господјо, вие за овие работи сите што ги кажувате, за ова е фарбавте Македонија вие. За овие работи требаше да бидат веќе заборавени, ние да не мислиме на ова сето. Дека тоа се случувало само на друга лоша влада, ние гледаме дека овие работи пак се ни се повторува, дури и се усовршват уште многу поќе. Не знам како ќе се излези рака некој пат со некоја друга влада. Вие велите римија да не се објавува таа сега последната реченица. Ама да беа некои ВМРО си смешани, уште одмај ќе кажавте до 600 колено кои си како се знечите. После упорно кажувате дека бензински пумпи и складишта вели не се приметнуват, не се гледат. Кога? Сега пред 2 недели, кога? Пред 1 месец? Како може кога веќе една фактура за како го вика другарчето моје тоа моторчето за фарбање, веќе ја видовте неја, одма видов, сите ја видове. Дури ја виде. Така? И јас му сум благодарен многу на другарчето полицаец од Радишани, што ми кажува дека постоела таква фактура, со наплатена не знам каква сума. Да, фактурата е тука, слободно да истражувате, немаме ништо против. Така треба бе, другарче, седе си да се објавува. Ама не беше ти тој истиот полицаец од Радишани кога Шилего ве набавила на скалата пожарникарска. Од долго време се пратиме по овие радијата. Не реагираше толку. Ове чепна сега за Битола и за... Ако ме чепна, така треба да ме чепни. Да ме чепни за да може да има бета, ама тоа е битолски, охридски, велешки проблем. Што правиме со овие државните проблеми, кај што фалат пари за буџетот. Тука што правиме. Тука се тие проблематични работи. И зато јас не му се лутам него, затоа што тој имаше пред 1 месец на телевизија, на контактна емисија, се јави и каже, јас извинувам за збороите, што ги кажам, не се мој, него се негој. Вели, јас повеќе не излегувам, вели, на избори. Доста, вели, прави од мене будала. Јас пак се извинувам, не се мој збори, него збори со тие. Значи, човек во моменти, во напади на искреност, знае дека е манипулиран од власта што упорно ја брани на овие радија, затоа што е тежок животот негов. Да станеш во стерно стато со раката мобилниот и со другата рака во далинското и по сите радија да ја напаѓаш ова власт, а да немаш што да идната власт, а да немаш што да кажеш позитивно за ова, стварно е голем проблем. Сега јас имам тука малце неколку подпрашања за Лукаревска. Како можеш сега... Слободно. Ја го спомнувате Јанушев дека имал фирма. Пази се од сите толку многу политичари. Ама го спомена слушателот. Слушател. Меѓутоа вие господјата ги слушава. Значи Јанушев има. Не спомнувате за Заев дали има. Има таква или нема таква. Значи вие треба да ни кажете колку е то законски политичар да има фирма во странство или плюс уште една фирма. Не знаеме како се изведат тие работи. Или например сега пошто се актуелни пасошите. Дали ове 215 пасоши издаени по криминалците, дали нив тие се должни да дојдат овде да ги заменат со Северна, или вие веќе му ги даровте со Северна, па тие не мора да ги бркат тие работи. И најклучното прашање ми е ова што створува дилема ке луѓето. Господјо, дали можда не сте надлежни, ма дали е званично почната градбата на овој на автопатите? Ево посебно за овој Битолскиот, например. Дали е почнати? Ако е почната, која е датата? Зошто ве прашувам? Затоа што во договорот кај што пише дека од Прилеп до Битола или обратно било како, километри се 39,3.
кои што треба да бидат исполнети или направено завршно за 57 месеци. Дури јас како возач, ме заинтересира, путрив на тој пусти Лигитрон, излегва дека за 39,3 километри за 57 месеци треба на километар и 450 метри да се направат секој месец. Дали е то можно по ваше, ево да ме прашам, па на ливада ако треба да се турва тоа јасно, дали е можно за 57 месеци да се направи тој автопат? Односно, дали почнавте се работа? Ево, за 2-3 месеци се дојде друга влада, ќе ги насели и само оние дупки дека што се испитува земјиштето ондека е меѓу Прилеп и Витол. Значи имаме толку крупни работи, ние се фативме за моторчето што бојадисвало, што ги фарба улиците. Дори што ви од Битол вела дека зеле 2, дали се 2 или 3, не знам, ако има криминал, ги испитвајте слободно. Меѓутоа, крупните пари ви бегат низ ръце. 10 милиони велите од овие пумпи што пумпи без складишта или било како ќе ги врват тие работи. Сега ги приметивте. Сега ви текне пред избори дека сте лојални и свесни. Не знам, ова стварно многу ми ги мачкате очите. Добро, прашање друго конкретно. Ништо, господјата тука е притисната, та не може да нема таква сила да се размахте сите фирми да се тресат и дори министри од неја. Ја нема таа сила. Таа самата ти вели. Ние ова го кажаме до КСК. КСК вели ние само си читаме од извештаите и никој не слуша. Значи не вртат во еден волшебен круг. Не оди ова то така како што мислите. Сега зеле оградата била во Охридска, па остаи охриѓани, нека си се жалат за оградата, што ни кажеш ти на радио и што мешаш државни пари. Тоа се нивни пари таму, како ќе биде, што ќе биде. Ништо, поздрав се најдо. Благодарам, поздрав до Битола. Вукаревска, поелете. Добро, мислам дека вие превениравте кога се спомна имење, нити јас спомнав името го предходниот. Да, слушател, кажеме, друга му беше поентата, слушател. Да. Само да кажам, има реакции на Фейсбук, има коментари, дека не сме ги читале, не сум. Ако сте го избришале, не можам да го прочитам јас. Слободно и на YouTube и на Facebook, пишувајте, сите тие коментари, прашања ќе бидат прочитани. Повелете. Тоа што го... Не вртат во волшебен круг, кажа гледачот. Да. Јас не знам кој кого врти во волшебен круг, меѓутоа има барем отворено и транспарентно се одговара и самите ДКСК. Гледаме дека скоро еднаш на 2 недели имаат редовна јавна седница од која што може да слушнеме за сите нивни извештаи, за сите нивни предмети и така натаму. Ако значи дека почитување на законски надлежности и не мешање и не преклопување на надлежностите од една во друга институција е вртење во волшебен круг, тогаш не би се сложила. За самите имиња, кажа гледачот, дека не се објавени, да не повторувам по кој знае кој пат во делот на она што значи даночна тајна. Ги сменивте личните карти, документите, пасошот или и вие доснете со промена? Не, имам закажан термин, ќе ги сменам. Како подпредседателка на Заменик. СРС, заменик подпредседател. Заменик председател, се извинувам. А може би има и заменик подпредседател. Имаше во таа влада Пражинска допредседател, заменик, се вика дополнителен. Како представник на највисокото раководство на партијата, го дебатиравте ли ова? Како може да се случи? Толку време знаеме дека рокот е тука, сега, да агитирате кај граѓаните побрзо да излезат. Ако треба да отидете на лице место по општини, да отидете на луѓето да им кажете дека треба со време да си ги почнат процедурите за да не се случуваат, ви пречат овие гужви и за сликање, но пред се за земање на документи. Јас не велам дека не работат службениците таму, меѓутоа евидентно има голема гужва, луѓето се незадоволни. Јас апсолутно го разбирам и револтот што го имаат граѓаните во делот и на гужвите и слично, меѓутоа како што го слушнав на последниот медиумски настап министерот Оливер Спасовски, досега околу 1.200.000 граѓани ја имаат завршено обврската и им се издадени соодветни лични документи, така да разбирливи се реакциите. Меѓутоа ова не е обврска согласно Преспанскиот договор и знам дека личните карти ќе се пролонгира соодветниот
период, нели, со тоа што ќе важат се уште за внатрешна употреба, а онакое што значи одредени разговори со грчките власти, секако за да се надмине и проблемот со Еве и вие сте задоснили, вие на време не сте си ја почта не процедурат. Или лесно е за вас, ќе се јавите, ќе се сликате преку ред, не? Па да сакав да се јавам, ќе бев сликана до себе Или и имате ќе се ја дипломатски завршам. пасош, па не? Немам дипломатски пасош. Добар ден за Гордана Димитриевска Кочовска, подпредседателка на ВМРО-ДПМНЕ. Дали се слушаме? Добар ден, јас ве слушам убаво, не знам вие мене дали ме слушате. Еве, јас ве слушам, само малку погласно. Госпоѓа Димитриевска Кочовска, кој ќе дојдете на власт, ако дојдете, ќе го укинете ли мој ДДВ или ќе го надградите? Или ќе ја вратите на градната игра? Прво, морам да кажам дека за нас не постои зборот тако, ние секако ќе дојдеме на власт и тука не треба Добро. дилема. Така да, мислам, не можам да се согласам со вас. Сега во однос на проектот кој ДДВ, јас многу внимателно ве слушав од како ја почнавте емисијата. И при тоа морам да кажам дека за секој еден проект кој што е воведен, нели, треба да се видат резултатите. Директорката спомна дека имаме успешни резултати, меѓутоа јас би рекла дека за да зборуваме за успешни резултати, треба нели да ги видиме податоците и да направиме споредба. Сега, ако ја видиме наплатата на ДДВ-то, бидејќи нели тоа беше целта, да се скенираат фискални сметки со цел да се поттикне да се издава, да се намали сивата економија и така натаму. Ако ги погледнеме податоците, ќе видиме дека наплатата на ДДВ-то во однос на номиналниот бруто домашен производ, бидејќи тоа треба да ни биде мерна единица, ние не можеме да гледаме другачие, ние мора да гледаме во однос на БДП-то каква е состојбата. Ќе видиме дека во периодот од 2008 до 2016, бидејќи само за тој период имав податоци, сега па ги направив пресметките, и некаде 8,3%. Значи, ДДВ-то толку се наплаќа во однос на бруто домашниот производ. А за разлика од тоа, од 2017 до 2022, случајно не е ова, туку намерно, затоа што за 2023 се уште немаме номинален БДП пресметан, бидејќи ни фали последниот квартал, е 7,6%. Значи не сме оствариле целта. И сега ќе треба да се направат дополнително анализи, секако дека се што е во интерес на тоа да имаме зголемена наплата на ДДВ, ќе биде во прилог и на идната влада и таа ќе се бори со сивата економија, меѓутоа мора да видиме прво зошто состојбата е ваква, односно зошто имаме помала наплата на ДДВ во однос на бруто домашниот производ. И ова е клучно, од тука ќе се тргне, нели, понатаму ќе се анализираат работите. Сега мое лично видување зошто е состојбата ваква, затоа што многу пати нели споменавме, и пластичарска ја зборувавте. Ако отидеме на пластичарска и ако купиме нешто за 100 денари, ќе ни го, односно нешто што чини 100 денари, 18% ДДВ би значило дека ние крајната цена што треба да ја платиме 118 денари. Ако не ни издадат фискална сметка, ќе ни речат платете 105 денари. И сега ние како граѓани така си имаме некоја заработка тука, односно помалку плаќаме, немаме заработка, него помал ни е трошокот. Ќе го направиме тоа, ако отидеме негде во центар да го купиме истото, ќе го платиме 118 денари. При тоа, ако направиме вакви трошоци во текот на месецот и видиме колкав е повратот на ДДВ кога би платиле 118 денари, ќе видиме дека повеќе ни одговара да платиме 105 и не бараме фискална сметка. Значи, ова се сериозни проблеми. Да, во право сте тоа, меѓутоа тоа се случува, прашав и Луканеска, и во источна, и во јужна, и во Скопје се случува. Имам пријави, еве вака, од слушатели, кај што вели, во кафана 7, 10% ми дава попуст, ако не ми даде фискална сметка. Се согласувам со вас, меѓутоа повторно, значи бидејќи зборувавте нели на оваа тема доста, зборувавте и за регионите, точно е дека секаде има сива економија, но мора да видиме каде е најмногу изразена. И јас не можам да се согласам, особено кога зборуваме за Тетово, поготово што сум од таму и што моите родители се таму, не можам да се согласам дека во Тетово се издавале фискални сметки, па како сака нека се свати, дали на национално или не национално, ја ако одам во продавница во Тетово, не ги прашувам од која националност е, но фактот е дека фискални сметки нема. Особено еве, ги охрабрувам управата за јавни приходи да тргнат од Тетово кон Јажинце и да проверуваат дали се издаваат фискални сметки,
да тргнат од Тетово кон Гостивар, од десната страна на автопатот, да влезат во Боговиње, да видиме каде ќе најдат фискални сметки, фактури и така натаму. Да не зборуваме сега, еве, бидејќи тоа нели не знам колку го испитуваат, колку имаме нерегистрирани компании, односно фирми кои што работат, а воопшто не постојат. Сега тоа е исто сериозен проблем. И затоа кога зборуваме за сива економија, се ние ако гледаме колкав е планот и дали сме го реализирале први планот, тоа е тоа што сме го планирале, но дали тоа е потенцијалот реален? Дали навистина регионална дирекција Тетово треба толку колку што е планирано да оствари? Или таму може да се оствари многу повеќе? Смешно е да мислиме дека во Тетово ќе наплатуваме даноци на исто ниво како Битола. За мене е комплетно неприфатливо, затоа што во Тетово нема место каде што нема отворено некаква компанија. Едно до друго. Продавници, компании така натаму, што не е случај за другите делови од Македонија. Сега, повторно, јас не спомнав националност воопшто. Јас зборувам... Да, се обидуваме да бидеме коректни и внимателни тука. А рековме дека поради ова што се случува во Тетово, револтирано постапуваат така и луѓе кои што живеат во Гевгелија, во Штип, во Радовиш. Зборувам за реакција. Легитимно е. Сега ќе ви кажам и зошто. И не само, значи, од тој аспект, од многу аспекти. Ај вака, ние, значи, секој еден вработен и секој еден собственик, еве, не мора да тргнеме само од тој аспект. Вика вака, ќе се осигурам на пониска плата, зошто? Затоа што се лечам приватно, здравството ми е катастрофа. И сега вие не само од аспект на сива економија, дека овие во Источна Македонија или другиот дел од Македонија гледат, овие немаат фискални сметки и ние нема да ги имаме. Од многу повеќе аспекти. Зошто да го платам данокот ако еве нема 1 километар од некаков пат направено, а било договорено, а отикле 200 милиони евра. Така, мислам, има многу прашања што се легитимни. Мислам дека во последниве години, поготово паѓаме надолу точно заради сите овие веќе размислувања. Ако немаме здравство како што треба, ако немаме образование како што треба, ако гледаме дека во некои делови плаќаат, во некои не плаќаат, ако гледаме дека во Рачиново, сега тоа не е надлежност на УЈП, но нели зборуваме објективно. Гледаме дека во Рачиново немаме наплата на данок на имот, меѓутоа во исто време Министерството за финансии префрла еден куп пари таму и они повторно функционираат најнормално, исто како што во други делови на Македонија имаме 100% или 99% наплата на данок на имот, а тие не добиваат ништо. И сега легитимно е да кажат што правиме ние. Ние плаќаме за некој друг да ги користи нашите пари. И така, во суштина, ние одиме надолу и со зголемување на сива економија се менуваат размислувањата кај луѓето. Секој ќе сака да плати помалку данок точно од овие причини. А ја прашав Луканеска, документите се уште не си ги сменила директорката на УЈП, вие ги сменивте на време? Не. Уште не ви се... Немам направено промена на документи и искрено не знам, бидејќи личните карти ни важат, пасошите не, мислам, немам намера негде да патувам, така да искрено точно... велите на власт ке дојдете, ке бидете функционер, ке ви треба пасош, ке ви треба патување. Видете, сега ние ќе дојдеме на власт, ама тоа не значи дека јас ќе бидам функционер, така, од кај знам. Добро. Димитриевска Кочевска, велите тоа што УЈП го даде како известување дека злоупотребите со повратот на ДДВ се однесуваат на нафтените компании е само една капка во морето. Најчесто се кај компаниите во Југоисточна Македонија. Повелете. Значи вака се и тоа внимателно го слушав и директорката вели окит на трет се наоѓа на листата на должници. И сега треба да видиме по кој основ се наоѓа на листата на должници. Дали се наоѓа како резултат на тоа што пријавувала излезен промет па не го плаќала, или првин имало поврат, односно евидентирале, а потоа заради не е предадена документација и недостаток на документација, управата по решение ги задолжува да го плата данокот, бидејќи зборуваме за две различни работи. Меѓутоа, она што мене ме зачудува во конкретната ситуација, тоа е сепак нели регионалната дирекција во Струмица би требало барем по мене да бидела повнимателна. Несватливо е како во 2022 година да имате основано компании и тие компании веднаш да почнат со огромни промети, да пријавуваат, значи,
ДДВ пријави во кои што нели евидентираат тоа што евидентираат, а знаеме дека мора да го евидентираат нели влезниот промет. Така да мене ми се комплетно нејасни тие работи, како никој не воочи дека имаме компании кои што туку што основани, под наводници сега ќе кажам трошат пари, бидејќи нели тоа е логиката, купувал и евидентирал дека купува нешто кое што треба дополнително да го продаде во милионски износи. Не можам да ги разберам тие работи. Што работи управата, што гледаат вработените таму, особено пак ќе потенцирам за компании туку што основани. И ова не е случајот сега. Јас и предходно во 2020 година имам зборувано и некако, ако тргнеме да ги гледаме, истите презимења се појавуваат. Значи, зарем не е тоа некаде евидентирано управата, јас стварно не сум работнала и не знам системот како функционира, нели има некаде да се евидентира и да се каже дека ова лице е ризично, управата го гледа како проблематично и да алармира кога ќе се основа нова компанија, кога се поднесуваат ДДВ пријави така натаму, зарем нема да алармира и да се излезе на терен, а не да се пријави, значи да помине ДДВ пријава за прв квартал од 2022, за втор квартал од 2022, трет, четврт, и потоа истото да се случи веќе во 2023. Мислам, навистина останува како голем знак прашалник. Само да ве прашам и ова... Не мора ништо друго. Кој е тој што ќе основа компанија и ќе има 50 милиони евра, бидејќи толкав е прометот, барем по информациите јас што ги имам, толкав е прометот на една од компаниите во односно набавката, се извинувам, околу 50 милиони евра. Е огромен износ. Само за една година за која е основана. Така. Да ме прашам за повратот на ДДВ. Кој е одговорот, вашиот одговор на пофалбите што ги форсира СРСМ, Социјалдемократска сојуз на Македонија, дека во ваше време било страшно, било опасно да се побара поврат на ДДВ, сега тоа функционира многу спокојно, нема реваншизам, може слободно да се бара и се враќа. Кажете го вашиот одговор. Видете сега, јас не зборам за реваншизми, не знам никако да зборуваме реално и од пракса оно што се случува. Во минатото имаше многу повеќе инспектори во управата за јавни приходи која се бараше поврат на ДДВ и излегува бидејќи најчесто се контролирани, има исклучоци, нели, меѓутоа најчесто се контролирани. Сега, во овој период, првин кога ќе се каже и тоа директорката не знам дали ќе се согласи со мене, но тоа е факт. Има многу малку инспектори во управата, инспекторите се заминаа и веќе не се во состојба да ги прават контролите на време, во најголем дел. Доцнат кај одредени компании, како резултат на тоа што доцни повратот на ДДВ. Јас во пракса имам ситуација од 2022 година невратено ДДВ затоа што нема инспектори, не се излезени на терен. Тоа е првиот момент. А по однос на тоа, дали се доцни или не се доцни, еве само еден податок да кажеме за 2024. Велат во 2023 наплатата на ДДВ-то била успешна и околу 40 милиони евра по математиките ни се наплатени кај ДДВ, кај другите даноци негде е повеќе, негде помалку, но повторно нели има некој недостаток во наплатата, небитно. Го гледаме ДДВ 40 милиони евра со крајот на годината помала наплата. При тоа повратот помалку вратен во милионски износи, околу 100 милиони евра, но затоа во 2024, внимавајте, во првите 15 дена, поврат на ДДВ направен од 2,5 милиарди, а минатата година за истиот период пола милиарда, односно 2 милиарди денари повеќе, тоа е негде околу 35-6 милиони евра, се вака. Заради изборите, да не? Не, апсолутно, сега, видите се, а ја кога зборам со факти. Изборите се далеко од нас за сега да се прави повратот. Што се случило во 15 дена, па зошто не се направи пред Нова година, туку после Нова година повратот на ДДВ. И значи ова го знаат сите, вака кога ќе седнете да разговарате со луѓето, некаде од средината на декември месец Министерството за финансии има кажано дека нема да се враќа поврат на ДДВ. Сега не сум таму во таа институција, ќе дојде ден ќе видиме, ќе ги провериме и тие работи, меѓутоа симптоматично е 2 милиарди да вратиме во првите 2 недели од јануари, а претходната година за истиот период да имаме
пола милиарда, а годинава да имаме наплата на бруто ДДВ-то поголема во однос на лани. За 200 милиони денари тоа не е ништо, значи рече си исто, но 2 милиарди повеќе. Што се случи? Добро. 15 дена? Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Констатира, не, ова се пари кои што требаше да се вратат минатата година. Ако се вратеа, тогаш немаше да фалат 40 милиони евра во ДДВ-то, туку ќе фалеа повеќе. И ако ова не е исто игра на Министерство за финансии за да си ги нашминкаат билансите, тогаш не знам што е. И ако ова доцнење на повратот на ДДВ не е факт, а факт е, тогаш не знам што е поразлична оваа влада во однос на претходната кој таа доцнела. Не гледам И само така, доцнеле тие. Да ми одговорите за буџетот. Една ваша изјава да ја проширите. Владата проектираше буџет за 24 година само за 5-6 месеци до изборите. После тоа Господ нека ни напомаше. Буквално таква и состојбата. Погледнете ги податоците, ќе видите дека е таква состојбата, за жал. И еве да тргнеме од пензионерите, па да не одиме, бидејќи тоа се податоци кои што нели лесно може да се споредат и проверат. Ќе видите дека покачувањето што треба да го добијат пензионерите го добиваат два пати во годината. Првото ќе е во март, следното ќе е во септември. Ќе видите дека пресметките не се соодветно направени и дека кај пензионерите ќе фалат пари за пензии. Ете, тоа е првото оно што е воочливо и што јасно покажува дека не е секако што треба. Да не зборуваме кога ќе навлеземе значи подлабоко и кога ќе ги анализираме сите работи. И да не зборуваме ако тргнеме нели сега да ги реализираме оние капиталните, односно коридор 8 и 10. По тоа како што треба да биде, ви гледачот точно пресметал колку месеци и така натаму, значи не се проектирани парите како што треба. Добро, мислам дека За мене не ми е проблем, ама во интерес на времето, нели... Само уште ова да ве прашам, околу техничката влада ќе останете без министри, без министри за внатрешни работи, ако не гласате за техничката влада. Вчера ја слушнавте изјавата на Ковачевски. Не, видете сега, тоа е, се труди Ковачевски да направи дефокус од реалните проблеми. Иначе јас разговарам и со правниците. Прво, влада кога се гласа цела, не се оди на поединечно гласање, се гласа цела. Значи, ако не изгласаат, ќе падне владата и на нив. Не можам да разберам како нема да ја гласа. А ние кажавме дека ќе бидеме воздржани, така да повеќе од тоа немам што да додадам. Не знам како он мисли ќе гласаат поединечно. Добро, и дали Луканевска би можела да биде кандидатка за председателка на Социјалдемократскиот сојуз? Не знам, таму вие во... Не, дали би била добра како против кандидат, ако кај вас, например, се споменува се почесто Гордана Силјановска? Видете сега, ние кај нас се уште немаме измерено, дополнително, значи, ќе правиме мерења последни и ќе имаме извршен и централен комитет и потоа ќе излеземе значи со став, се уште знаете, зборувањата и она што реално се мери се две различни работи, така да рано е да зборуваме. Гордана Димитриевска Кочовска, имате ли уште нешто или ако сака Лукаревска да ве праша нешто вас е? Ако нема проблем, мислам, јас немам ништо повеќе да... Благодарам за интервјуто. Беше ова Гордана Димитриевска Кочовска, подпредседателка на ВМРО-ДПМНЕ. Лукаревска, поволете, не се баш работите како што вие ги кажувавте во првиот дел од емисијата. Тоа се забелешките на Кочовска. Не, јас не кажав дека е мед и млеко. Сега да бидеме тука, мислам, јаснија, не кажав дека е мед и млеко. Воопшто, нити пак сакав да барам некакво оправдување за некакви соодветни состојби. И за тоа што зборувавме пред се за листата на должници за компанијата која што е прва. Еве, јас не знаев дека е тромесечар. Не сум ја прашала таа информација. Добро е што има информација горде дека станува збор за тромесечар. ДДВ обврзник. Од каде го евидентираат влезниот промет?
Сега тука мислам дека и претходно бев јасна. Дека не сме вратиле поврат на ДДВ, односно дека сме спровеле соодветна контрола и дека сите действија понатаму ќе бидат и превземени. Влезниот промет и она кое што е пријавено од ДДВ пријавите, секако дека е соодветно документирано доколку деночниот обврзник барал поврат. Одредени сегменти, дали станува збор за овој кој што е окит на трет, дали станува збор за други компании, секако дека ние сме превенирале и дека сме алармирале и дека сме ги утврдиле ризик факторите, но како што напомена и таа, зашто се согласувам со неа, дека немаме доволно инспектори, недостаток има на инспектори кои што не стат активни, не сакаат, па нели ги качивте платите? Или не сакаат одговорност да мали се уште платите? Не е ни за платите, ни за нешто друго, меѓутоа ние имавме вработување 2022 од 100 вработени, сега очекуваме дека во наредниот период ќе правиме или одредени преместувања или ќе имаме и нови исто така инспектори, меѓутоа дека има одлив на кадар, тоа има и дека не може да се во странство во други имаме доста компании. пензионирање. Пензионирање. Да, имаме доста пензионирање и така натаму. Дали сме биле од Тетово кон Јажинци, од Тетово кон Гостивар, сме биле и таму. Меѓутоа, ако треба јас на дневна основа да излегувам и да ги кажувам сите овие наши работни задачи, ова е наша работна задача. И ние секако дека многу транспарентно излегуваме и зборуваме. Дека имаме соодветни грешки и дека имаме одредени слабости, како и секоја друга институција, тоа е така. Јас не кажувам дека ние сме совршени. Тоа не ми е ни тенденцијата. Бројките се јасни дека ви е намален обемот на прибирање на данъци во однос на бруто домашниот производ, тоа што го кажа. Значи, како што напоменав и јас, и пак ќе кажам, не барам оправдување. Меѓутоа, одлука која што беше донесена за да се смени режимот на оданочување кај енергенсите, очекувајќи дека енергетската криза ќе трае повеќе, сето тоа наметна и таква бројка. Тоа го зборува. Да, и многу пати сум кажувала, значи ние очекувавме повисока наплата за сите оние компании кои што се занимаваат со електрична енергија, нели, со струја и така натаму. ДДВ-то од увоз е намален. Тоа значи дека нити МЕП се испорачало колку што треба, нити ТЕТО и така натаму. Апсолутно да, значи тоа се повеќе сегменти, но не значи дека се прави. Буџетот му одговара повисоки цени, поголем зафат на таа. Така е, со зголемување на цените, нормално дека падне цената на нафтените дерivati. Да. Со повратот на ДДВ, зошто толку пари? 15 милиарди, така беше? Не, 2,5 милиарди денари, првите 15 дена се исплатени, а лани биле 500 милиони само, така половина милиарда. Има, значи, одредена динамика. Зошто се тие остапување? Зошто не многу, мислам дека прецизна беше Кочевска? Има одредена динамика во која што, значи, заедно со Министерството за финанси имаме разговарано и во колкав износ ќе треба да вратиме и во кој период. Не е за пеглање на билансите, како што вели Димитриевска и Кочевска. Јас не би се сложила дека е за пеглање на тоа, затоа што зошто па да не зборуваме дека некој пат имаме вратено поврат многу повеќе во споредба со други години наназад. Единствената забелешка кога дојдов на директорската позиција и кога го имав првиот состанок со Меѓународниот монетарен фонд. Таму ни забележа за нередовност на враќање на поврат. Таа беше нивната забелешка дека тука мора малку да се подобриме и да ги Поентата на Димитриевска Кочевска беше дека порано имало повеќе инспектори, повеќе контроли, затоа не биле доволно чисти компаниите и затоа се плашеле да бараат толку често интензивно. Ја така го разбрав тоа. За разлика од сега немате доволно инспектори, не контролирате доволно и луѓето без проблем бараат, се охрабрени заради тоа. Тоа беше поентата според она што го слушнав. Каде што немаме инспектори, помагаат од другите регионални дирекции. Имаме одреден систем во кој што детектираме ризик фактори. Имаме тела за веродостојност кои што по најразлични анализи може одредена компанија која што бара поврат секако да го стави на листата за контрола. Веројатно и горде ги познава тие работи добро во делот на функционирањето на управата за јавни приходи и пак ќе кажам, тој недостаток на инспектори ние го знаеме и ние слабост во моментот.
поготово во рамки на Скопската регионална дирекција. Имаме случаеви каде што се прават и корекции на ДДВ пријави и тука сме алармирале. Ако треба да секој ден, пак ќе се навратам на почеток, ако треба секој ден да искачаме, да излегуваме во јавност и да кажуваме денеска го направивме тоа, мислам дека тоа не е поентата на функционирањето. Барем до претходно имавме само еден брифинг до 2016 година кога се затвараше А1 телевизија. Друг директор нема видено да има излезено. Прашање од слушател: за недела неработен ден со закон им е дозволено да работат на моловите, пазарите, туристичките места, разни трговци, обложувалници, што е повеќе од половина од работниците во мала продажба. Нас на кои ни е забрането сме дуќанчиња, бутици и сме во неравноправна положба. Например, тезгата на пазарот може да работи во недела, а дуќанот кој е позади неа и е фискализиран не може. Тоа не знам. Ама можете да одговорите сега, дали е Тоа ваша... е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. За недела неработен ден нас или за оние кои што работат, наша надлежност е само да контролираме дали го регистрираат прометот. Добар ден, имаме уште двајца слушатели, па после тоа ќе привршуваме со Лукареска. Ало, ве слушам. Повелете, ве слушам. Зборувајте. Ало? Да, ве слушам. Добар ден. Добар ден, зборувајте. Дали сум јас на линија? Вие сте на линија, зборувајте. Дали сум јас на линија? Вие сте, да. Благодарам, готово. Значи, еве гостиве, соработнициве на емисијата, повиканите за разговор, се граѓани или политичари, или директори, или министри, а има ли веќе нешто во оваа емисија за селани, за земјоделци, за честни луѓе? Пошто еве испаѓа дека ако си ја сакаш Македонија веќе нечесно, дека е опасно да сакаш да браниш Македонија, дека се е штетно ако помагаш на Македонија. А еве тие што одлагаат, тие се користи, тие се добри, тие што не даваат данок, тие се во право, тие земаат пола милион евро за Рачиново или за некои други. Дали и Лукаевска, и Кромидаровска, и овие, и оние, дали гледат дека Идете малку култура. Од полиција до армија, до собрание, до влада, до министерства, джабе е таа директора до заменикот Тезин ја командува. Таа може да кажа што сака. Меѓутоа и овие опозициониве, ливеви деца, веќе 7 години да не знаат дека треба став да се земе, да се појде пред собрание и да се набркат овие штетници. Не ли се срамат веќе да настапуват пред телевизии, пред ова, пред она. И владетелите и опозицијата, исти. Кога доаѓаат како скубани кокошки голи со фустаркиња издрндани, или овие со костуми едвај така да личи дека е костум, а за пола година стануваат како шарени пауни, убави лебеди или Добро, имате ли прашање? Прашање имате ли? Пречени, дотерани со седла. Прашање имате ли? Добри, машни. Благодарам за јавањето. Рече, дајте го другиот слушател. Немаме комуникација. Аха, добро. Реклами, па се враќаме уште 10 минути со Сања Лукаренска, директорка на Управата за јавни приходи. Стадион. Емисија за вашата вистина. Председателка, ви има во тие, гледам дека ги има по локалните ограници на СРСМ, предлозите, општинските организации, местните заедници, Саша Длановски, Иван Величковски, Денко Малески, Сања Лукареска. Него... Па имате, не сте толку млади сега. Не сте... Добро, ама немам ни... Имаше една интересна анекдота кога бевме на зимски камп со
СДММ и тогаш имаше, мислам, едно прашање дали би биле председател на државата. Јас кажав не овој мандат, меѓутоа следниот и веројатно може и од таму да. Меѓутоа благодарам и на честа на сите оние ми направиле голема чест сите оние кои што ме предложиле во рамки на местните одбори. Јас кај нас постапката е во тек да заврши периодот на предлози, па потоа ќе ги... Кои се најчесто предлагани? Пендаровски и Спасовски? И Пендаровски, и Спасовски, и Ковачевски, и Заев, и Шекеринска, и Бранко Црвенковски дури имало каде предложи. И Бранко Црвенковски. Вие најчесто сте биле за Заев, заевистка, како ве нарекуваат. Во јавноста многу често се слушува. Демек, во СДСМ има повеќе линии, најголем експонент на заевистичката линија е Сања Лукаревска. Прво, јас сум член од кога сум била полнолетна и, значи, тоа е скоро повеќе од 20 години сум член на СДСМ. И сум функционирала и во време на Бранко Црвенковски, Бучковски, Шекеринска, Заев и сега во период на председателот Ковачевски. Тогаш имаше исто така вакви етикетирања, меѓутоа и тоа се рефлектира и сега. Значи, и порано имаше бранковисти, па бучковисти, па сега заевисти, па тачевисти најново. Според мене тоа е комплетно демоде. Јас сум член и јас сум СДСМовец. И сум, не може да ме декларираат на никого, јас сум на Снежана и на Ѓокица пред само на нив и пак ќе напоменам и пак ќе кажам, доблест на секој член, на секој политичар е да го почитува претходното раководство, не да го плука. Добар ден, уштеден слушател, па со слушатели ќе завршиме. Ало, повелете. Здраво сте. Здраво. Пред се поздрав до тебе, подолго не се ефниве во државата. Се запознав еднаш дека мора да го носам, синот ми го избрка од државата во Шведска, пошто сум живеел таму. Пред се поздравам Лукаревска и сигурен сум дека е поштена, значи домаќин човек, поштен човек, кога има домаќини родители. На глумецот, сигурен сум дека е поштена. Ама... врз основа на родителите влечете заклучок дека е честна. Најважно родителите, како растела, со какви родители. Ти кажуваш... Значи, штом таткото или мајката се глумци, не може да краде. Нема шанси. Раководството актуелното и предходното, тој од Муртино. Не сакам име да споменам на тој Мюнхгаузен. Тие знам дека се против тоа, го сака да го критикуваат, мислам, а не можат јавно. Нема демократија, затоа не можат јавно. Во секоја партија има програма. И предизборна, изборна програма, како ќе се работи, како ќе се спроведе во кој период. И што спроведија? Значи, затоа треба не фракции, него одма најново да избори во партијата, да се осуди тој, партијата да го осуди. Тој таков лаж во светот не постои. Ево ќе даме споредба со Шведска. Оти репер за Европа ми е Шведска, а на светско ниво Америка. Врвен суд, врвно спроведување за научниот систем е Америка, а за Европа е Шведска. Значи, после Америка е Шведска, гарантирам. Најсоцијална држава, нај. Ево граначалничката на Трелеборг, падна снег после 30 години, со велосипедските патеки истата вечер ги чистеа, а за возилата последно велосипедските прво ги посолија, па пешачките и после за возилата. За возилата не стигна, стана снегот. И кога синот ме прашува, што пратоводе багерчињата, тато, што? Па гледаш самиот, гледаш дека има двојно до тројно повеќе по улична мрежа во километри велосипедски патеки. Велосипедите, кога има знак дека велосипед ќе поминува велосипедска патека, возилото мора да застани да види дали се доближува. Нема што тој да застани со велосипедот. Таму и Холандија, гарантирам, прва е Шведска, втора Холандија. Велосипедот, никој министер нема службено возило. А таа да биде председател, сакам и на државата се кандидира, не сум јас против опозицијата, јас сум сега опозиционо дебело настроен. Значи, секогаш опозицијата мора да се критикува и вие новинарите. Не опозицијата, извинете, не опозицијата. Власт. Лапсус, да. Опозицијата, нормално. И за деночниот систем.
кај нас има добар даночен систем, нема страфоотказливост, затоа не се спроведе, нема страф, нема суд. Фактички за данок државата не може ни на суд да ги носи, ама нема страф, отказливост од спроведување на некои, ево кажуваат дека... Ама уја па мислам дека е лесно кај нив, они ако решат нешто да наплатат, жалбата не го одложува извршувањето. После тоа жали се на суд, они парите ќе ги земат. Таму во Шведска нема насуд, нема ненаплатено, нема никој насуд. Нема. Добро правиш поредба со Шведска. Нема трошоци, тековни трошоци ненаплатени, таму не може да се случи. Ако некој е социјален случај, државата му ги покрива, ако има голем стан, го преместува во помал стан, а фактички големи станови му остават и половина му плаќа државата. Ако социјален случај... Добро, имате ли прашање? Немаме уште многу време. Имате ли прашање за Лукаревска? Прашање имам. Немој да се откажува, да ми одговори, немој да се откажува. Жените еднаш треба клучните места да ги имат, клучните функционерски места, еднаш да видиме жените, минус Катица, Радмила Секеринска, Гордана, минус такви. А сигурен сум дека е поштен да ми одговори, зошто не кажува јавно дека сака да види ќе се кандидира, зошто не е во овој мандат? Јас сум опозиција сега. Ама сега, ние како да и направивме проблем, сега тоа што го спомнавме прашањето, тоа дозволете малку и да се... Зошто да не биде и од позицијата некој контра тој од Муртино? Контра, мислам во права смисла, правно. А зошто да не биде и тој од Муртино? Тој од Муртино треба да е во затвор, а не го става слободно да живее тој. Како може тој слободно? Зашто? Заради преспанскиот договор? Ма како? Не, тоа ситница е тоа. Тоа ситница. Затоа лагите, криминалите, затоа марихуаната колку пати се крадеше. Па марихуаната у Германија сега го донесува законот што пред 6 години се предлагаше во Македонија и се блокираше. Дај да го брана малку сега заедно. Истиот тој закон германците го донеса. И сега ние сме биле пред времето, ама не сме го донели. Да кажам, дозволи, и слушајте ме, и ви што сакам да кажам. Ние имаме подобри дури, понапредни закони од Европската унија. Од целата сегашна Европска унија, вклучително и Бугарија и Романија, последни што влегоја. Значи, ние први уведовме закон за пушење, во Шведска немаше. Во време на короната, ние похумано се однесувавме, блокиравме се. Шведска слободно. Мој роднина почина во Шведска. Слободно све се движа сите. Работното време во Шведска си е... Добро, другата емисија ќе се спуштаме, ќе ви дадеме повеќе простор, имаме уште не слушат. Ајде, кажете. Добар ден за другата линија, ало. Ве слушам. Ало? Режија, уште ли е на линија? Ве слушам, повелете. Аз се исклучам, добро. Полека да завршуваме. Кажете ми, што се случи, дали имаше епилог? Ова ваша најава, ова ваша изјава пред некоја година во интервју за Фактор. Последните анализи што се прават укажуваат на наводи на постоење на инспектори од управата кои се на платен список на големи фирми, но постојат и сомнежи за други вмешани лица. Дека одредени даночни инспектори им ги работат за вршните сметки и даночните биланси на некои големи фирми, а фирмите молчат. Дополнително, според некои сознанија, има одредени началници во инспекторатот кои што точно знаат на кој инспектор каков налог да му дадат. Например, постојат фирми кои што месечно доставуваат пријави со нули и во еден месец поднесуваат барање за поврат. По извршена контрола, инспекторот вели дека барањето за поврат е во ред и УЈОП спроведува поврат на ДДМ. Ги фативте ли овие инспектори? Да. Ги испркавте, ги кривични на суд, има... Тоа е пред 2019 година оваа изјава. Да, знам кога имам дадена таа изјава. Дел од нив не се во инспекторатот, дел од нив се во притвор. Така да е тој инспектор кој што беше сменет од инспекторско место баш заради вакви дојави кои што ги имавме, па потоа работеше на сосема друга позиција, согласно судска одлука го вратија повторно назад да биде инспектор и само што го вратија да биде назад
инспектор, тој всушност беше и фатен дека зема мито. Како? Значи, тоа е еден само сегмент. Меѓутоа, каде што имало потреба, направени се одредени рокади, направени се одредени преместувања, овие податоци, значи ДДВ да се поднесува со нула, па потоа да се бара поврат, исто така ги знаеме и тие компании, како што ви напоменав и претходно, како и оние кои што имаат правено корекции на ДДВ пријави. Некаде има основаност да се направи корекција, меѓутоа некаде гледаме дека има некаква сомнителна тенденција. Пак ќе напоменам, комплексно е она кое што го работиме како даночна управа. Комплексно е она кое што го работат даночните службеници. Дали можеме повеќе од ова да сработиме? Апсолутно да, секогаш и секаде. И треба да се подобруваме уште повеќе. Најлесно е да критикуваме, неиздржано. Не се согласувам, ама што е работата сега? Не знаете да се фалите, велите дека имате грешки, ама се трудите дека сепак успешно работите. Не само по мојот сегмент. Не, генерално зборувам сега како заменичка да, председателка. една од, ако можам така да ја кажам, нашите мани. Зошто толку лошо стоите на анкетите, ако анкетите се точни? Дозволете ми само да, ако може. Јас во моментов заедно со председателите на комисија работиме победничката програма на СДСМ за парламентарните избори. Димитриевска Кошевска ме предупреди, рече не ако, сигурно ќе дојдеме на власт. ВМРО да помре. Ние ќе ја формираме идната влада 2024. Таму кога правиме споредби со она кое што го имаме ветено во рамки на програмата за 2020 година, еве на пример конкретно во земјоделието. Покрај тоа кое што сме го запишале, понудиле на граѓаните, сето тоа е изреализирано или е во фаза на реализација и плюс на тие мерки имаме уште нови, други мерки. Така да се навратам на нашата мана. Многу имаме направено, меѓутоа мислам дека малку се имаме, да не звучаме можеби грубо пофалено. Тук можеби помалку тоа сме го испрезентирале медиумски да го повторуваме, затоа што бевме сведоци кога 3 пати се сечеше лента за една иста работа. Ние се обврзавме дека така нема да функционираме и дека така не треба да се функционира. Да работиме за да соодветно има и резултати. Околу ова интересно е коалицирањето едно. Учествувате и вие сигурно во тие разговори, ако не друга сигурно сте информирани. Чудно ми падна оваа посета на генералниот секретар на партијата, на Маричик за европски прашања, на партијата на Курти самоопределување на Косово. Како да го претолкувам тоа? Курти не стои добро самоопределување со вашиот коалиционен партнер Дуи. Курти најави дека негови луѓе кои што имаат македонско државенство може да учествуваат на парламентарните избори на 8 мај на листите на Сдружената албанска опозиција. Дека ова е притисок врз Дуи да прифати со вас да направите заеднички листи и да спасите што можете да спасите, или отворена веќе порека дека може да биде известно коалицирањето со партиите албански од Сдружената опозиција. Со заеднички листи, затоа што веќе имате вие искуство со БЕС во 6-та изборна единица. Да, и за прв пат мислам дека некоја македонска политичка партија од македонскиот блок биле на една листа со политичка партија од албанскиот блок. Тоа го покажавме 2020. Да, заедничка листа, да, заеднички кандидати со Дуи имавте председателски. Не зборувам за парламентарни избори, заеднички листи. Само определување и посетата која што има секретарите, генералниот и секретарот за меѓународна соработка, заедно со председателот на младината, беа во посета на партија која што е дел од партијата на европските социјалисти, како што е и СДСМ. И тука, како што знам и како што разговарав со нив, како што беше напишано во соопштението, известено до јавноста дека тука станува збор за продлабочување на соработка, за бидејќи всушност европската агенда, европските темели и така натаму се еден вид на заедничко обележје. Нити има некаква заднина таа посета, нити па представува некаков простор да се каже дека
намигнуваме на некој друг или пак даваме да речем некаква информација кон некоја друга политичка партија за одредена перцепција. Ние си го знаеме нашиот кадровски капацитет, го знаеме нашиот кадровски потенцијал. Дискусијата за заеднички листи со партиите од албанскиот блок, односно конкретно со нашиот коалиционен партнер ДУИ, како и со Алијанса, секако ќе бидат предмет на дискусија и во моментов и разговараме, и дискутираме, и анализираме, меѓутоа ќе бидат предмет на дискусија и во наредниот период. Единствено што ми е драго и што е така дека многу политички партии се приклучуваат на Европскиот фронт, кој што го предводи всушност и СДСМ, како што и ги отворивме вратите, тоа го донесовме како одлука на извршниот и на централниот одбор. Европскиот фронт за нас представува единство. Представува еден вид на интегративен процес и се она кое што значи добробит на граѓаните. Влегуваат, ама излегуваат. Нова алтернатива со Даниела Арсовска на чело. Сега ви излезе. Баш ќе си учествува на изборите. Меѓутоа, јас слушнав дека Европската агенда е исто така приоритет и во нивните програмски цели и стратегии. Да, па Европската иднина и на алтернатива и на БЕСА, па и на ВМРО, па нели е Европската алтернатива? Па зошто не гласаа за уставните измени, за да може да продолжиме по европскиот пат, а не сега вака додиме со пречки да се враќаме назад или тенденцијата е да се вратиме во некое старо време, да се бидеме изолирани со две-три држави само да... Заборив да ја прашам, Димитрија Скокорска, може да ја прашам, што ако оние велики дојдат на власт, они тогаш ќе бидат расположени да гласат за влегувањето на бугарите во Уставот, а СДСМ да го фати тоа партизанското и да рече, ние не сака. Пак ќе нема двотретинско мнозинство. Сте слушнале такви комбинации? Постојано има и шпекулации, комбинации, математики кои што се зборуваат, затоа што политиката е навистина специфична и секој ден гледаме дека имаме одредени надмудрувања, меѓутоа тоа не треба да биде така. Политиката треба да значи дека мора да го напредиме и политичкиот диалог меѓу партиите. Политичка култура. Црните листи ги споменавме вашите за даношните неплаќачи. Црните листи се интересни, овие американските сега. Дали има некакви надлежности УЈП за тие трансфери? Дали превземате кој некој ќе биде или некоја компанија ставена на црна листа? Сега е актуелен законот што го предлага Министерството за надворешни работи, тоа да се признае како веќе... Законот за рестриктивни мерки? Да. Тоа е под капата на вице-премиерката за добро владење Славица Грковска на незин предлог. А во однос на она што значи... А имаше да не учествуваат на тендери, па дури и тие што се ставени на црна листа предлог да не може да обавуваат јавна функција. Да. Не само тие санкции од црната листа, како и сите оние листи на санкции од Обединетото кралство, да. Европска унија и така натаму. Дали УЈП нешто тука има? Имаме постапено и пред да бидат објавени на црна листа и кај компаниите и кај физичките лица. Имаме контроли, во моментов имаме исто така контроли. Не заради тоа што представува некаква црна листа, односно да бидат тие поставени на црната листа, тоа не ни е основата. Но предходно ние веќе сме постапувале, како и кај сите оние кои што сметаме дека има основ, ќе постапиме. И може би сте испратили информации поради кој што некои луѓе или компании се ставили на црни листи. Може би вие сте изворот на некои информации. Не до американската амбасада. Хипотетичко прашање вие. Да, имаме тим од US Treasury кој што работи во управата за јавни приходи во моментов и од царинската управа. Станува збор за еден проект каде што доста ни помагаат во делот на стратегијата за човечки ресурси, детектирање на она што значи исто така анализа на ризични даночни обврзници и во различни други сегменти, зашто сум многу благодарна. Ете, и тоа е дел од оној стратешки диалог кој што го имаме со соединетите американски држави. Тие треба да ни даваат навремено информации, извеште каде треба да се подобриме и така натаму. Еден навистина многу стручен, многу високо експертски тим кој што е дел од Министерството за финанси на соединетите американски држави. Мукареска, да зашувам полека. Вашите анкети што покажуваат? Рековте, ние ќе формираме влада. Меѓутоа, точни се овие анкетите? Кое што ВМРО води со 10-12% разлика и дури
55-6% немаат намера да гласаат, не сакаат да гласаат, не се изјаснуваат. Анализите со вкрстени прашања дополнително покажуваат дека над 90% од тие 55-60 што нема да излезат или се мислат или ќе абстенираат, се луѓе кои што се приклонити кон СДСМ. Што толку им сгрешат? Ако се точни овие анкети. Главните анкети ќе бидат на денот на изборите. И минатиот пат во 2020 година видовме дека ВМРО води, па денот на изборите всушност и ги кажа соодветните резултати, каде што СДСМ победи ја формираше владата. Ние сме политичка партија која што никој пат не функционирала на принцип проблемите да ги става под тепих. Ние сме политичка партија која што носела клучни државнички одлуги во тешки времиња, па макар и тоа да значи помал рейтинг, односно намалување на рейтингот на СДСМ. Јас сум убедена и знам дека со она кое што ќе го понудиме од кадровски аспект, она кое што ќе го понудиме од програмски аспект, затоа што ќе имаме столбови таму кои што ќе значат остварливи мерки, реални очекувања, и она кое што ќе го понудиме и на терен во разговор со граѓаните, ќе ни ја донесе победата и ќе ни овозможи да ја формираме владата. Секако, секој пат спомнувам, под плаштот на ЕУ вредностите. Ние никој пат не го менуваме нашиот ракурс на функционирање. И уште во 2016 година кажавме дека ќе бидеме членка на НАТО и на Европската унија. Тој процес половина го завршивме. Сега кога сме на дофат веќе, за да успееме да се качиме на европскиот воз, не смееме да дозволиме од дома да не се прават проблеми, кога сите од надвор сакаат да успееме. Едноставно нема нови преговори за постигнати договори. Тоа треба да го знаат и од опозицијата. Вие ќе бидете на листите или се уште се преговара? Се уште се во фаза на предлагање за пратеници, па понатаму на ниво на лидершипот ќе дискутираме и ќе ги имаме најдобрите листи, исто така кои што ќе бидат победнички. Значи да не се плашат ВМРО да понекогу дојдат на власт, дека нема да ги гласате уставните измени како опозиција, рековте, ние секогаш ќе бидеме на европскиот пат. Да, како што сме покажали и до сега. Значи ќе гласате за уставните измени и како опозиција. Домашната задача која што сме си ја превземале да ја завршиме, ќе ја завршиме. Саја Лукаревска, директорка на управата за јавни приходи, заменичка председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам за разговорот, благодарам на слушателите, благодарам на Гордана Димитриевска Кочовска. Ова беше се пријатно и до слушање до наредната Благодарам и на вас, поздрав до сите. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ Здравкин во сабота од 20:30. ТВ КТВ во недела од 16. ТВМ во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11. ТВ Протел во понеделник во 15 часот. Канал 8 во недела од 11:40. И ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.